Со замрзнати цени или не, зеленчукот и овошјето стануваат луксус за граѓаните. Струмичани велат дека секое намалување е добре дојдено, но примањата на просечниот македонец се толку ниски, што во моментов не можат да си ги дозволат најголемиот број производи што ги има на пазарите. Се што е помалку, се може да спаси. Повеќе не кажувам ништо. Де е помалце, банка. По-ефтинко, нормално дека ќе спаси, барем тие најшто немаме. Скапо е сега во моментот. Па скапо е за некој не. Зависи кој како. Кој как се е поставил. На пазарот каква е ситуацијата тука? На пазарот како пазар. Сите плачеме нема. Това е превара на граѓаните, ги превараат само. Това е купуваат се маркетинг за изборите. Скоро ќе бидат изборите. Треба да ги качат пензиите и ќе е по-добро. А во моментов како е? Се живее ли со... Живее се, ама е птен скромно. Треба малку по-голема слобода да има. Народот да живее по-комотно, по-слободно. Зеленчук, овошје, Скапо. скапо е сега? Се е скапо. Ја, за нас зимно по 12.000 пензија, за нас е скапо. И представниците на земјоделците повикуваат на внимателност, но главно во однос на производството што допрва ќе излегува. Сметаат дека треба да се внимава да биде заштитено и домашното производство и граѓаните. Да треба внимателност во следниот период според она се што се случува и што го предлага владата со висина на одредени производи, мислам дека се прават две основни грешки. Прво, ако се земе предвид земјоделецот и земјоделието, неминовно е да се води грижа како и на кој начин ќе се пласира домашното производ. Од друга страна, неминовно е да се земе и сето она што се случува кај консуматорите. Знаеме со како финансиска моќ располагаат тие и со кои плати им се достапни, што значи дека дел од производите ќе им бидат недостапни според висината по која се продаваат земјоделските или овошните производи. Во моментов е рано да се предвидува како ќе течат пласманите на раноградинарското производство. Во Струмичко стасуваат првите реколти на пролетната зелка, а другите култури ќе стасаат за неколку седмици.